Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони, Бети Тројановски. Како што знаете, секоја сабота ово време е резервирано за разговор со наши гости. Вечерва во студиово, заедно со нас ќе ни се придружи Љузим Фаризи, доктор по меѓународни политички науки, политиколог и политички аналитичар. Покрај темите кои ви ги најавивме на самиот почеток на емисијава, со Фаризи ќе отвориме и уште многу други теми, од кои теми ќе произлезат и многу прашања. Еве дел од нив: Европа, довербата и Македонија, нова ера или нов испит, европските сигнали, новите институционални отварања и политичките пораки повторно ја ставаат Македонија во фокус. Во време кога довербата станува најсилната дипломатска валута, прашањето е колку Европа навистина и верува на Македонија. Со доктор Фаризи ќе се обидеме да разбереме дали државата го гради својот европски кредибилитет или се соочува со уште еден голем испит на регионалната и европската сцена. Европа отвара врата во Скопје, нов почеток за Македонија. Отварањето на канцеларијата на Европската инвестицијска банка е јасен сигнал од Брисел. Со Фаризи ќе анализираме дали станува збор за вистински економски исчекор или за политичка порака за доверба кон Македонија. Кога довербата станува политика, колку Европа верува во Македонија? Финансиските институции, реформите и довербата се клучни зборови на новата европска ера. Вечерва ќе дознаеме што мисли нашиот гостин Љузим Фаризи, дали ова е момент кога довербата станува валута на нашата дипломатија. Ипак под надзор, одговорност или слабост на државата. Стопирањето на исплатите ги отвори сите политички фронтови. Со Фаризи ќе анализираме дали станува збор за сериозен антикорупцијски потек или за нова политичка игра. Кој ја гради довербата на Балканот, политичарите или граѓаните? Безбедноста и стабилноста повторно се во фокус. Фаризи ќе ни помогне да разбереме, може ли довербата да стане вистински столб на регионалната соработка? Јазикот и политиката, прашање на идентитет или протокол. Новата полемика околу службените јазици повторно ја тресе јавноста. Со господин Фаризи ќе се обидиме да разјаснеме каде завршува уставот, а каде почнува политиката. Македонците во соседството, заборавени граѓани на Европа. Се погласни се апелите за признавање на македонските заедници во соседните земји. Фаризи вечерва ќе ни даде поширока перспектива зошто ова прашање се уште е табу тема во Европа. Европа, Балканот и довербата, кој кому верува денес. Во услови на глобална несигурност, довербата станува ретка и скапоцена. Што ќе каже доктор Фаризи? Дали Балканот ја заслужи довербата на Европа? Македонија на испит, институции, одговорност и европска зрелост. Од нови инвестиции до стари скандали. Државата е под лупа. Со Фаризи ќе бараме одговор дали ова е времето кога Македонија конечно ќе покаже зрелост. Вечерва со нас во студио е доктор Љузим Фаризи. Подгответе се за инспиративна дискусија и нови перспективи, што ќе ги отвори доктор Фаризи. Голем дел од јавната дискусија чека на неговото гледиште. Зад насловите и темите секогаш стои приказна, а Фаризи вечерва е со нас за да ни ја раскаже таа приказна. Подгответе се за брзи, точни и интересни факти од Фаризи. Вечерва од Фаризи ќе добиеме јасни одговори на сложени прашања. Вистината е подготвена. Чекаме доктор Фаризи да ја донесе. Ќе ги отвориме темите, а господин Фаризи ќе ни помогне да ги разбереме. Во овие моменти нема видео повразување, него само звучен сигнал. Доколку не слушате господине Фаризи, да ви посакаме добро утро и секако добре дојде на Македонски корени. Добро утро, добро вечер, добар ден за сите што не следат на вашата емисија. Искам да ви кажам, за прв пат ми се случува да не ми се приклучува камерата. Така, проблеми со конекцијата. Добро јутро од мене, господине Фаризи, ќе поминеме и вака. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете заедно со нас и со нашите гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да анализираме барем дел од она што се случуваше во Македонија во последнава недела дена. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив.
се надевам дека се го издржиме вниманието. Доколку има доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат прочитани. Доколку сметате дека на нив треба да одговорите, можете слободно тоа да го направите. Секогаш на вашите прашања ќе имат ваш. Ви благодариме. Откако првиот вице-премиер и министер за животна средина Изет Меджити стана прв градоначалник на општина Чаир, вреди ја најави својата коалицијска математика. Од таму бараат едно министерско и едно вице-премиерско место во владиниот состав. Бидејќи Меджити вршел две функции, на што првично се спротистави премиерот Мицковски. Сега се отвара прашањето дали овие потези се принципиелни или пак стратешки. Господине Фаризи, како ја читате политичката логика зад барањата на вреди да ги задржи двете функции што ги извршуваше Изет Меджити, особено ако се земе предвид дека евентуалното одбивање на премиерот Мицковски директно може да разниша коалицијската стабилност? Да расчистиме некои работи. Првин, овие беа локални избори, бидејќи во овие локални избори се кандидираше бившиот вице-премиер, односно Изет Меджити за кандидат за градоначалник на општината Чаир, така што автоматски му престанува и мандатот како извршување на функцијата вице-премиер и министер за животна средина. Да не забораваме дека во парламентарните избори што се одржаа минатата година, како коалициони партнери се договорија Изет Меджити да извршува функцијата вице-премиер на државата, а автоматски и да држи и функцијата министер за животна средина. Да не забораваме дека прв вице-премиер беше договорена од минатите влади и беше стана како пракса. Така што дуи минатата година ја нападнуваше Влен цело време, односно вреди дека на таков начин се нарушиле позициите на албанците во Република Македонија. Така што таа принципиелна коалиција помеѓу ВМРО-ДПМН и Влем продолжи, односно премиерот Христијан Мицковски му го доверуваше функцијата на Изет Меджити како вице-премиер на држава, односно прв вице-премиер во владата, така што автоматски тој издржеше и позицијата министер кој му паднаше во колачот на Влен. Но тој договор што било од минатата година, од 2024 година, било договорено помеѓу Изет Меджити и Христијан Мицковски. Сега, кога Влен ги доби, речиси, најголемите дел од општина со помош на ВМРО-ДПМН, како одредени политички партии внатре во коалицијата на Влен, почна да се силуват, мислејќи дека сега автоматски тоа значи дека треба да им следува и позицијата вице-премиер и министер за животна средина, односно тие истите се обидуваат да наметнуваат сега внатре во нивната коалиција да им ги задоволат сите побарувања од сите политички партии, нели таму имаат 4 политички партии кои делуваат во таа коалиција и секој си сака да си дели колачот внатре. Односно, сите сакаат да бидат дел од владата, од сите политички партии, алудирајќи дека едниот треба да го држи позицијата вице-премиер, односно прв вице-премиер во владата, а друг човек да биде министер за животна средина. Така што мислам дека владата ќе се обидува дополнително со коалиционите партнери, односно коалиционите партнери во владата да преговарат уште еднаш за тие позиции. Претпоставувам дека ВМРО-ДПМН е комодна во оваа ситуација, бидејќи тој договор што бил од минатата година било Изет Меджити да биде дел од владата, бидејќи така се договориле, но тоа не значи дека автоматски треба двете позиции да му бидат на двете, односно на две луѓе, односно двајца министри на место еден што беше вице-премиер. Но треба да чекаме, бидејќи сега моментално владата нормално дека е стабилна, а дополнително на тоа дека ВМРО-ДПМН во декември ќе го има конгресот и после нова година најверојатно ќе имаме и првата реконструкција на нашата влада. Така што јас мислам дека во вреди внатре повеќе комбинаториките, односно
партиските пресметувања ги направат врз основа на нивните потесни интереси, бидејќи веќе во коалицијата внатре има големи притисоци се со цел секој сака да биде функционер во нашата држава, односно треба сите апетити што ги имаат внатре политичките партии да може да ги усвојат истите. Така што јас очекувам после ова најверојатно или ќе биде вице-премиер или ќе биде министер за животна средина. Не верувам дека вреди би го напуштиле животната средина за едно вице-премиерско место, бидејќи тие ќе мислат дека ќе испаднат лошо дека имале послаба позиција отколку дуи во власта, а од другата страна па вице-премиерот мислам дека нема толку голема улога во владата, бидејќи се знае дека еден се прашува во влада, а тој е премиерот, односно мандатарот кој се составува во влада. Јас мислам дека повеќе вице-премиерот го прават како пиар, како што го правеше Дуи во минатото. Господине Фаризи, дали инсистирањето на вреди представува порака до албанскиот политички блок или е обид за внатрепартиски консолидации пред повторените избори? Мислам дека повеќе во вреди си прават внатрешна политика, односно пиар со нивните како да кажам членови, односно поддржаници во минатите избори, отколку вистина сакат нешто да квалитетно да понудат на владата. Односно, единственото што тие се обидуваат да направат некоја ротација, односно да се пофалат кај народот дека, односно кај неговите приврзаници, дека ние имавме пример 6 министри, а сега имаме 7 министри, во смисла да ги зголемуваат бројот како резултат на тоа дека имаат повеќе општини. Јас мислам дека во суштина тие истото го добиваат, само што сакаат да манипулираат со своите членови. Дали и колку реално едно дополнително вице-премиерско место ја менува тежината на албанскиот политички субјект во владата? Јас мислам дека албанците повеќе сакаат квантитет отколку квалитет во оваа влада, не само во влада, туку и во минатите влади. Јас мислам дека многу нудат неквалитетен кадар, така што тие повеќе се насочени во бројки отколку на квалитетот на тоа што може да му нудат на граѓаните. Јас мислам дека во оваа насока јас го давам денеска, истото изјавеше и министерот за надворешни работи, односно Тимчо Мацунски. Министерот Тимчо Мацунски порача дека најавените кадровски промени во владата треба да ја зголемат ефикасноста, нагласувајќи дека не е важен бројот на коалицијските места, туку капацитетот на поединците. Во исто време, со заминувањето на Иван Стоилковиќ, се испразни Министерството за политички систем, а неофицијално се споменуваат и можни ротации во други клучни ресори. Премиерот Мицковски овие процеси ги представува како дел од редовните коалицијски координации. Како ја толкувате пораката на министерот Мацунски за капацитетот на поединците во контекст на најавените ротации и празнењето на клучни министерства? Дали вреди има доволно кадар кој би можел да ги исполни очекувањата на Мацунски и станува ли збор за вистински реформистички пристап или за политичко позиционирање во рамки на коалицијата? Очигледно од вреди не ги добиле пораките од страна на граѓаните. Граѓаните тоа промената што го гласила во 2024 година сака да продолжи на тоа насока да се прават поголеми реформи, односно да му се исполнат барањата на граѓаните кои сакат пред се огромни реформи во институциите и подобар живот во нашата држава. Но мислам дека во коалицијата односно вреди повеќе има фракции внатре помеѓу поголемите политички партии што се внатре. Првин, тие се 4 политички партии, кои секоја внатре се има фракција, дополнително има и недоразбирање помеѓу политичките партии, бидејќи секој се обидува да има повеќе колаж во владата. Така што мислам дека тие повеќе се сконцентрирани на тоа да донесат, односно да фатат
поголеми институции, односно да го фатат поголемиот колач во владата, отколку сакат да поминудат нешто квалитетно во влада. Јас мислам дека во овој период кој помина речиси година и пол од новата влада, јас мислам дека беше редно и време да се измерат сите кои работил, а кои не сработил во владата, односно да има реконструкција на поголем дел, односно во владата. Јас мислам дека треба да се направи некоја корекција околу 30 до 40%, се со цел тие луѓето кои не се докажале во владата да им кажеме благодарам и да си заминуваат, бидејќи тоа не значи дека си роден за некоја позиција во владата. Во минатото ние бевме сведоци дека во ДУИ мислеа дека се родени за да бидат директори и функционери во владата. Мислам дека тој концепт за секојаш треба да се заминува. Нема човек кој не е заменлив во овој свет, па дополнително и во нашата влада, така што јас мислам дека премиерот во јануари ќе направи првата реконструкција на владата, на тие што не се докажело, односно делумно се докажеле, треба да им каже благодарам и треба да ги замена со нови кадар. Јас мислам дека во нашата држава има добар кадар, но треба пред се да им се понуди само можност. Само знаете што е ризикот. Најголемиот ризик е што внатре во Влен се обидуваат да направат претумбации, односно 4 политички партии внатре се обидуваат да носат повеќе членови во нивните политички партии и тие не ги бират луѓето, односно повеќе сакат да имат бројка во таа политичка партија отколку да има квалитет. Јас мислам дека после локалните избори најголемиот ризик ќе биде Влен, бидејќи сите тие клиентелисти, интересџи кои во минатото била во ДУИ, ќе се обидуваат да се приклучуваат на Влен и ако го приметувате во последниот период од локалните избори навамо, гледате дека Изет Меджити повеќе промовира луѓе кои им се заслинуваат во неговата политичка партија, а другите политички партии кои се дел од коалицијата на Влен, дури да не имат нови донесени луѓе, а тоа тие членови што биле во ДУИ полесно се приклучат кон Изет Меджити бидејќи во минатото заедно беле во политичката партија и го чувствуваат како поблизок. Но тоа ќе биде голем ризик бидејќи може да се претвори демократското движење на Изет Меджити копи-паст на тоа што беше ДУИ. А тоа ќе биде ризик не само за неговата политичка партија, туку во целост како држава и како влада. Како ваквата порака и најавите за смени влијаат врз перцепцијата на јавноста за стабилност и функционалност на владата? Владата има стабилност, бидејќи ВМРО ДПМН го гарантира. Тоа имајќи во предвид дека има 58 пратеници во собранието, а дополнително ја има и политичката партија, знам како коалиционен партија, така што има над 61 пратеници мнозинство во собранието, така што владата е стабилна, но единственото што може да се случи е претумбациите помеѓу политичките партии во албанскиот кампус, односно условно кажано во албанскиот блок, така што не се знае кој со кого соработува и кој со кого сака да направи мнозинство во собранието. Дали празнењето на Министерството за политички систем и неофицијалните информации за смени во други ресори дополнително ја комплицираат коалицијската динамика? Не, бидејќи тоа што кажав порано дека ВМРО ДПМН има над 58 пратеници за гарантира дека нема да има турбуленции во самата коалиција, дополнително на тоа дека ВМРО ДПМН комодно после големата победа може да оди на избори и да има 61 пратеник во собранието, така што јас мислам дека другите политички партии не би ризикувале да направат многу поголем проблем во влада, а дополнително многу интересно на граѓаните, односно на нашите гледачи да им објаснуваме дека од како Изет Меджити стана градоначалник,
како да не е многу заинтересиран внатре во влен што се случува, бидејќи односно ги оставил двете, да не кажам, 2,5 политички партии таму, нели Арбен Таравари излезе од владата, му останува само министерот за здравство и министерот за добро владење, односно тие што го имаат другиот дел од Алијанса, односно третиот дел, и како да има внатре политичка пресметка сега моментално помеѓу Алијансата за албанците, Алтернатива и ПЕСА. И јас мислам дека во иднина најголемиот проблем ќе биде ПЕСА во таа коалиција, така што да му оставиме на времето. Јас и порано имам кажано дека најголемата пресметка во иднина ќе биде помеѓу Изет Меджити и Билјалка Сами за престолот во како една политичка партија во влен, но јас мислам дека од последните, ајде да кажам, изјави кои ги имат некои експоненти внатре од БЕСА, како не сакат да стане влен една политичка партија, туку тие сакат секој по таа максима подобро прв во село отколку последен во градот. Повторените избори во Гостивар отворија внатрешни кризи во албанскиот блок. Познавачите велат дека Таравари е загрижен за можната конкуренција од ДУИ, која би можела да излезе со свој кандидат во Гостивар, каде што досега доминираше Алијанса на албанците. Не интересира и вашето лично очекување за исходот од овие избори и нивното влијание врз блокот, и како го оценувате истравувањето на Таравари за можното губење на доминацијата во Гостивар? Значи, фронтот што, односно таа коалиција што беше направена помеѓу ДУИ и Алијанса за албанци, помали други политички партии, беше во старт проблематично, бидејќи Алијанса за албанци како беат како два фракции во таа коалиција, односно Зијадин Сели и Арбен Таравари дури не зборува во кампањата. Ако гледате како се ефектот после изборите, ќе видиме дека ДУИ е најголемиот губитник, а најголемите губитници исто така се и Алијанса за албанци. Имајќи во предвид дека ДУИ има 3-4 општини кои се нивни општини, а Алијанса за албанци, особено за Зијадин Села, од локалните избори што се случија на 19 и на 2 ноември, 19 октомври и 2 ноември, не доби ниту една општина. Така што и вчера неговиот потпредседател, односно бившиот министер за правда Кленар Лога, кој беше еден најблиските соработници на Зијадин Села, даде оставка од политичката партија и од политичкиот живот во нашата држава, особено во Република Македонија, така што таму веќе ќе почна да има турбуленции. Зошто Зијадин Села би го поддржал Арбен Таравари да го добие општината во следните локални избори кои ќе се случат некаде во јануари, бидејќи нема ниту една бенефит од тоа. Дополнително ќе се покажува дека во таа битка што е помеѓу нив за кој е легитимен председател во партијата, односно не сакајќи, односно индиректно би го прифатил тоа дека Арбен Таравари таму е председател на таа политичка партија, дополнително на ДУИ пример нема ниту една урбана општина, зашто да му возможи на Арбен Таравари да биде посилен играч во таа коалиција, односно во иднина Арбен Таравари да биде човекот кој ќе биде наследник, односно на таа коалиција, односно главниот чинител. Така што јас мислам дека ќе има огромни проблеми внатре во таа коалиција и јас мислам дека многу е рано, бидејќи уште 2 месеци имаме до тие локални избори. Моето мислење е дека Зијадин Села ќе се обиде да биде дел од власта, имајќи во предвид дека нема ниту една општина и како опозициона политичка партија дополнително има проблеми со печатите, односно кој е легитимен председател во таа политичка партија. И јас мислам дека таму во тие политички партии повеќе се клиентелисти отколку се вистините кои им сакат доброто на општеството, но сакат да прават преку институциите бенефит за нашите граѓани. Така што јас очекувам да има турбуленција, а дополнително ако има владин повереник во општина Гостивар, јас мислам дека таа
таа соработка помеѓу те политички партии ќе се распадне, но треба да видиме времето и многу е важно како ќе игра владата кон тие политички партии, а особено влијан што ќе им нуди на тие помали политички партии, имајќи го предвид дека овие од влијан самите сакат да го имат целата власт. Но знаете што има пред граѓаните, односно пред нашите гледачи, мора да им кажам една тема, има огромна разлика помеѓу тоа што било во минатото и сегашната влада, бидејќи во нашата влада моментално имаме гарант човек, односно премиерот на државата, кој им гарантира на граѓаните, односно на сите чинители во политиката дека ношалатантно однесување во владата нема, и ако гледаме дека во овој последен период од вреди нема некоја голем скандал за корупција, со исклучок во минатото кој беше директорот на Арбен Тарабари, кој се обиде да ја злоупотреби неговата службена положба и заврши во затвор. Од Алијанса предложија изборите да се одржат пред Нова година за да се овозможи иселениците да гласаат и да се зачува фер процесот. Дали станува збор за искрена грижа за фер избори и правда на иселениците или за политички маневар за задржување контрола во општината? Во минатите локални избори, ако сте го следеле кампањата во нашата држава, особено се обидува да се игра со чувствата на албанците, особено со диаспората, со тоа да ги мотивират луѓето да дојдат да гласат за нив, бидејќи се ризикува пример Кичево, Брвеница е исто така и за општината Чашка. Јас мислам дека тоа што се на прв круг доби во општина Чашка, како да ги запали емоциите на албанците, осветот дека овие се спасителите на албанците во државата, особено ДУИ и другите политички партии во таа коалиција, и буквално ги излажиле, бидејќи на крајшта да не забораваме дека ДУИ 22 години на власт имат украдено бајги пари од нашата држава. Сега не можеме со цифри да кажуваме, но знаеме дека сме биле сведоци на огромни скандали и дури има и кривични пријави за злоупотреба на службената положба, така што сите тие диаспора, односно со самите ги имат избркано во минатото, им ги платиле картите и нормално тие дошле да го видат семејството гратис и да се шетат во нашата држава. Дополнително направиле една многу добра стратегија, а тоа е ги фатиле сите наши бизнисмени што се во диаспората и им кажа да ги пуштите вашите вработени да дојдат да гласат. Така што тие добиле гратис слободни денови и гратис патување до нашата држава и нормално го користеле и немиот право на глас. И сега, нели во западните држави после 24-ти, нели пред Нова година има и слободни денови, односно се празници таму, и во тој период има повеќе флукс на доаѓање на нашата диаспора што е надвор, така што тие се обидуваат преку тие гласови да ја гледат, односно да ги победат во тие општините, но јас мислам дека луѓето кои живеат надвор од државата не можат да одлучуваат за градоначалник на една општина. Туку тие граѓани кои живеат најголемиот дел во текот на годината, јас мислам дека тие треба да одлучуваат за кои се нивните интереси, односно кои не се неопходни проекти кои треба да ги направи градоначалникот. Јас мислам дека една за секогаш концептот по етникум, односно по етнички да се гласа треба да биде дел од историјата, бидејќи ние имаме потреба на домаќинско работење од страна на градоначалниците, отколку да го гледаме етничката припадност на истите. Може ли актуелнава динамика каква што е сега да најавува ново обликување на албанскиот политички блок пред престојните парламентарни избори, кога и да се? Јас и порано кажав дека ќе видиме како ќе се одвиваат работите, пошто веќе ништо не е како порано, бидејќи од страна на
односно опозиционерските политички партии во албанскиот блок добија студен туш, односно тотално ги имат направено, да кажем, народски пепел нив, така што тие се дезориентиране во овој момент и не знаат на која страна да фаќат. Имајќи предвид дека сега сфатиле дека конечно мислам дека сите политички партии таму во, а особено Али Ахмети, дека Христијан Мицковски не е како другите премиери на држава, тоа што има ветено на граѓаните, мислам дека го исполни, и тој веќе конечно сфати после овие локалните избори, бидејќи им продаваше лаги на граѓаните дека после ноември ќе има и предвреме парламентарни избори, дека ова е моментално, но после овие локални избори мислам дека сфати дека сериозно има проблем он со реални луѓе како што е нашиот премиер, односно премиерот на Македонија Христијан Мицковски, бидејќи тие во минатото знаеле да нешто да кажат во јавноста, па после да се договорат ноќе во тие скришни места каде само тие ги знае, односно по наредбата на Ахмети. Македонската влада неодамна потпиша спогодба за отворање представништво на Европската инвестициска банка во Скопје, чекор со економско значење и политичка символика во процесот на евроинтеграциите. Присуството на ЕИБ често се смета за довербата и подготвеноста на Европската Унија, подлабоко да се ангажира во земјите од регионот. Како го оценувате овој потек како стратешка економска можност, политичка порака до Брисел или комбиниран чекор што ја поддржува европската ориентација на Македонија? Вие го кажавте дури и тоа што јас мислев во почеток, дека тоа е комбинација помеѓу успешна надворешна политика и економски бенефит за нашата држава. Тоа е голем успех, бидејќи ние директно ќе имаме канцеларија тука во нашата држава, така што можеме конкретно да направиме проекти кои се значителни за нашата држава, и тоа е огромно постигнување во нашата надворешна политика. Да не забораваме дека во минатото нашата надворешна политика беше повеќе послушна надворешна политика, односно ние секогаш ги поддржуваме ставовите кои имаат други држави. Јас мислам дека конечно нашата надворешна политика се врати да го рефлектира натришните потреби на нашата држава, на самата наша држава, така што јас мислам дека во иднина ќе се стави еден како принцип како треба да се води нашата надворешна политика, а не да ги поддржуваме интересите на другите држави како беше во минатите влади. Тоа може за некои граѓани звучи дека е непринципиелно, односно непознато за нас, но еднаш за секогаш нашиот министер за надворешни работи конечно води сметка за Република Македонија. Дали ова може да се толкува како сигнал дека Брисел ја гледа Македонија како посериозен партнер на европската сцена? Реално да, но да не забораваме дека другите држави, особено државите во регионот, пример Бугарија и Грција, на нив не им се свиѓа, особено на Бугарија, така што нашата нарушена надворешна политика, односно нашата позиција, ќе треба време да се огради, бидејќи во минатото ние буквално како да немавме надворешна политика, така што јас мислам дека ќе ни трае еден период, но ќе треба да ги реафирмираме нашите позиции, односно нашите интереси на нашата држава во меѓународната сцена. Соработката со Европската инвестициона банка може да отвори нови можности за инвестиции во инфраструктурата, енергетиката и зелените проекти, но секоја инвестиција носи очекувања и влијание врз националните политики. Колку ваквите партнерства со европски институции реално влијаат врз домашната економска политика и врз приоритетите на владата во однос на развојот и јавните инвестиции, и дали Македонија е подготвена институционално да ги искористи потенцијалите што ги отвара овој договор? Јас мислам дека ние не сме многу мала држава,
во споредба со другите држави кои се во ниво на Европа. Ние исто така во минатото, да не кажам, цело време има украдено нашата држава. Дополнително и економски сме ограничени за нашите внатрешни инвестиции, односно што ни гарантира нашиот буџет. За да имаме ние економски раст, мора да соработиме со странски инвестиции, односно институции, надвршни институции кои инвестираат во нашата држава, било тоа дали се директни инвестиции, дали се тие позајмици. Јас мислам дека најголемиот проект што го има направено нашата влада е соработката со Велика Британија, односно за гарантираните 6 милиарди евра од нивната страна. Така што инвестициите што ќе се направат во нашата држава, особено во здравството, екологијата и во другите и во образованието, јас мислам дека ќе биде едно од најголемите и во инфраструктурата дополнително, мислам дека ќе бидат најголемите проекти. Се подразбира дека овие големи проекти што се најавени ќе ги задоволат и интересите на нашите граѓани, но сепак треба да поминува време, бидејќи тие проекти не може да се градат за еден месец и за една година, ќе треба време. Но јас мислам дека ако владата успее да го направи автопатот Скопје-Охрид и дополнително и да ги поврзува и другите градови во нашата држава, односно коридорот 8 и 10, да ги заврши сите овие коридори, а дополнително да ја направи инвестицијата во нови болници, како е пример Кичево, новите згради во Тетово, смислам на болницата и во Штип. Јас мислам дека ова влада ќе биде една од најголемите реформаторски, односно најуспешните влади кои имат инвестиране воопшто во нашата држава, и јас мислам дека ќе биде влада на векот. Бидејќи овие се клучни проекти кои се многу важни за сите граѓани во нашата држава, особено и на стратешки аспект, особено со автопатиштата. Во јавноста секоја соработка со европски институции често се толкува и низ политичка призма, како дел од процесот на евроинтеграција, но и како тест за политичката стабилност и кредибилитет на владата. Регионалната рамнотежа често зависи од тоа како меѓународните институции ги распределуваат своите средства и присуство во земјите од Западен Балкан. Може ли овој чекор да се гледа како дел од поширока стратегија на владата за зајакнување на европската агенда и меѓународниот легитимитет, и колку овој потек може да влијае на регионална економска динамика? Моето мислење, па и претпоставувам и на вами и на сите што не следат, дека ова влада повеќе е фокусирана на решавање на внатрешните проблеми кои се соочуваат сите граѓани, особено со потребите на самите граѓани во секојдневието, и повеќе е фокусирана на тие проекти кои директно и за сега нив. Во минатото ние повеќе сме имале надвршна политика која и личеше да се шетат низ центрите во Европа и да се вратат назад и да ни продават магли дека тие успееле во нашата надвршна политика. Повеќе ние имаме фолклор отколку реално бенефит од тоа. Јас мислам дека ова влада е сконцентрирана директно, односно да ги употребува странските држави, странските центри за интересите директно на нашите граѓани, така што ова влада повеќе е фокусирана на економски реформи, односно на привлекување на странски инвестиции и странски капитал, се со цел на градење на институциите, односно градење на објекти, инфраструктура кои им се потребни директно на нашите граѓани, а тоа мислам дека треба да продолжи и во иднина, се додека ние не ги исполнуваме нашите цели, односно тоа што има ветено владата на нашите граѓани во кампањата, односно во 2024 година. Во секоја ваква соработка
Прашањето за транспарентност и отчетност е од суштинско значење, особено кога станува збор за проекти со големи финансиски средства и политички интереси. Кои се можните ризици или предизвици што земјата би можела да ги има во однос на транспарентноста и управувањето со проектите финансирани преку Европската инвестициона банка? Мислам дека нема ризик, знаете зашто? Пошто тие се странски капитал. Тие што ти ги даваат парите, нормално дека те контролираат како ќе ги трошиш. Така што речиси сите меѓународни институции водат сметка да ти ги тие пари што ти ги даваат, нормално да те контролираат како може да ги употребиш, бидејќи тоа е предвидено и во самите договори. Така што јас мислам дека странските институции ќе ги контролираат овие пари, бидејќи ти не дозволуваат истите пари да бидат украдени од страна на функционерите во нашата држава. Така што јас мислам дека тие партнерства се направени со нив, односно партнерства направени помеѓу нашата влада, односно владата на Република Македонија со странските инвестициони фондови, односно држави, мислам дека се загарантирани, така што јас не гледам некој ризик за злоупотреба на истите, бидејќи ако гледате во последниот период, тие што се обидува да ги злоупотребат тие пари завршила позади решетки, како што беше со случајот на ИПАРД фондовите. Покрај позитивните ефекти, секогаш постои и дилема околу степенот на влијание на меѓународните финансиски институции врз суверените политики на една држава. Дали присуството на Европската инвестициона банка во Скопје може на некој начин да влијае врз начинот на кој Македонија ги формулира своите независни економски и политички одлуки? Јас мислам дека таа канцеларијата во Скопје ќе имаме непосредна директна комуникација, бидејќи не треба да одиме во станство да ги кажеме нашите интереси, нашите цели и нашата соработка. Јас мислам дека таа канцеларија дополнително ќе им улеснува на јавниот сектор, па и на приватниот сектор, бидејќи индиректно преку владата, односно директно преку владата добиваат повеќе бенефити нашиот приватен сектор, односно сите средства што ги планира државата, односно владата, се наменети за интересите на граѓаните, тоа значи индиректно, односно директно и за нашите компании, односно бизниси, за да можат тие да профитират се со цел да го подигнат стандардот на нашите граѓани. Последните денови, вниманието на јавноста беше насочено кон одлуката за стопирање на исплатите од ИПАРД програмата, мерка која премиерот Мицкоски вели дека е преземена на негово барање со цел да се расчистат можните злоупотреби. Овој потек отвори политички, но и институционални дилеми со спротивставени реакции од власта, опозицијата и другите институции. Владата го представува тоа како мерка за транспарентност и контрола, додека пак сада сама тврди дека тоа било направено по наредба на Европската комисија, а не по барање од владата и побара оставка од министерот за земјоделство Трипуновски. Како вие го гледате овој судир на изјави и меѓусобни обвинувања, како обична политичка игра меѓу власта и опозицијата или како показател дека институциите немаат јасно дефинирани надлежности и одговорности кога станува збор за европските фондови? И дали ваквиот јавен судир на пораки може да ја еродира довербата како дома, а така и кај европските партнери во кредибилноста на државните институции? Има огромна една разлика помеѓу владите кои биле во минатото, односно предводно СДСМ и владата на ВМРО-ДПМН. Во минатото тие буквално не чепка никого, односно нити се обидува да го фатат некој дека прави злоупотреба на службената положба. Со тоа сака да не го покажуваат сликата дека во нашата држава никој не краде ништо. Ова влада работи на обратна насока, односно тоа што му го има ветено на граѓаните дека ќе се бори против криминалот и корупцијата, сака истото и да го применува, односно и премиерот во минатото има ветено дека никој нема да биде поштеден ако
ако го злоупотреби неговата службена положба. Така што борбата против криминалот и корупцијата е добро, тоа покажува дека ова влада е решлива, без разлика кој краде треба да сноси одговорност. И буквално таму кај европските партнери, односно Европската унија ни кажуваше преку нивните извештаи дека кај на нашата држава има криминал и корупција и дека треба да продолжи тоа борба против криминал и корупција. Јас мислам дека влада дури и паметно има направено, дека го има гонето човекот кој директно ги има злоупотреба на парите на ИПАРД фондовите. Така што јас мислам дека тоа е позитивност, но од другата страна опозицијата се обидува тоа да го кажат дека ова влада краде, односно дека во нивното време не се крадела, но потезот што го има направено премиерот за стопирање на прераспределба, односно делување на фондовите кон приватниот бизнес, односно кон земјоделците конкретно, е на тоа дека треба да се истражува. И сега тоа значи не значи дека треба да се истражува само за овој период кога. Јас мислам дека владата треба да истражува и како биле прераспределени тие средства и во минатото да видиме кој колку злоупотребил од тие ИПАРД фондови и јас мислам дека тоа ќе биде нотирано позитивно од страна на Европската унија во следниот извештај кој ќе биде занапред на нашата држава. Кога се бара оставка од министер во контекст на европски средства, дали тоа представува политички маневар или вистинска потреба за воспоставување реална одговорност? И во ситуација кога јавноста слуша две спротивни верзии на настаните, која политичка страна трпи поголема штета, власта или опозицијата? Јас мислам дека опозицијата го изгубил контролата на тоа на која насока треба да ја движат нивната политика. Јас мислам дека тие наместо да излегуваат и да ја поддржуваат борбата против криминалот и корупција, тие излегуваат и кажуваат дека има крадено со злоупотреба на функцијата директорот, кој е одговорен за таа институција, а од друга страна одговорна страна на министерот за земјоделие. Јас мислам дека ако некој го злоупотреба својата службена положба, сам треба да сноси одговорноста. Јас мислам дека институциите го имат направено тоа кон директорот. Тоа не значи дека автоматски треба да поднесе оставка и министер за земјоделие, бидејќи министерот за земјоделие не може да биде во иста канцеларија со директорот, односно да биде негов чувар како тој треба да се однесува и за да не го злоупотребува својата службена положба. Јас мислам дека секој индивидуално одговара за злоупотреба на својата положба и јас мислам дека институциите треба да делуваат, да истражуваат и ако имал некоја поврзаност се подразбира дека треба да носи одговорност, но јас мислам дека нема никаква поврзаност преку помеѓу директорот и самиот министер. Паралелно со политичките изјави, обвинителството веќе води постапка. Јавниот обвинител Липчо Коцевски потврди дека предистрагата за случајот со злоупотребата во ИПАРД траела неколку месеци и дека има обезбедено докази и дека неколку лица се веќе во притвор, меѓу нив и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Како ја оценувате реакцијата на обвинителството во овој случај? Дали тоа покажува дека системот конечно почнува да реагира навремено или независно дека институциите се активираат само кога случаите стануваат политички чувствителни? Јас мислам дека во тие случаи, односно кога ќе се открие злоупотреба на службена положба, криминал, корупција и злоупотреба на службената положба, нашиот јавен обвинител, односно обвинителството дава големи изјави, односно големи зборови, а после тоа како поминува времето или ќе ги пуштат по куќен притвор истите луѓе кои го имаат злоупотреба на службената положба, а од друга страна се обидуваат исто така да ги одовлекуваат тие предмети и на крај како никој да не дава одговорност, односно и казаната која ќе му ја дадат ќе биде многу минимална или па ќе се обидат да го направат старо дело. Така што
Не можеме да му веруваме на јавното обвинителство се додека не се направат огромни реформи кај нив, односно, според мене, тамо треба да се направи царски рез, се со цел да се, како да кажам, да се реформира целото таа јавно обвинителство, да дојдат луѓе кои се кредибилни, се со цел да се борат вистински против криминалот и корупцијата. Јас мислам дека тие повеќе се заинтересираат само да ги растат платите и да продолжат со нивите навики кои ги имат направено во минатото. Бидејќи навиките некако, јас морам да го кажам нешто многу можда е под нивото на во насоката на оваа политика, односно на вашата емисија. На пример, ние бевме сведоци на загаденоста на градот, односно нефункционирањето на комуналната хигиена во градот Скопје. Имаше сметрачи во секој ќошче во нашата околина. Така што порано ние знаеме како е, ќе го земаш сметот и ќе го фрлиш во кантата за ѓубро, односно во контейнерите, но во последниот период, да не кажам со месеци, граѓаните, бидејќи немаше место каде да го фрлат во контейнерот, ги става ѓуброто надвор од контейнерот. Замислите сега, таа значи што е навика. Луѓето сега се празни контейнерите, наместо јас ги гледам полни контейнерите, а смет има повеќе надвор од самите контейнери. Тоа дека веќе граѓаните се навикнале, наместо ѓуброто да го стават внатре во контейнер, го стават до контейнерот. Тоа веќе е навика направена во нашата држава, така што кај нив во обвинителството крадењето веќе навика со години, така тие можат да дават добри изјави, но тешко дека ќе се опорават се додека владата преку закони не ги, кажувам, докрајчи нив во смисла на давање на одговорност. Колку е важно во оваа фаза да се направи јасна линија меѓу политичката одговорност и правната вина, за да не се создаде впечаток дека правдата се води по политичка директива, и дали овој случај може да биде тест за тоа дали навистина има политичка волја да се расчистат злоупотребите со европските фондови? Јас мислам дека само ако има притисокот сама на Европската унија, може да има некоја разрешница. Јас не гледам дека можат самите јавни обвинители, односно само правосудство да го терат до крај, да ги терат до крај предметите, бидејќи политичко вмешување внатре во власта, јас мислам дека од сегашната влада не може да има, бидејќи во минатото се знаеме како се избирале јавните обвинители и суди по партиски список, така што ова влада нема пристап и не треба да има никогаш пристап во судската власт, бидејќи тоа и согласно уставот е независна и така треба да биде, и ние за тоа се залагаме да имаме независно судство, односно правосуден систем, се со цел да има владење на право и на правна држава. Случајот доби и поширока димензија. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова порача дека мора да има одговорност и транспарентност, бидејќи европските средства не се подарок, туку доверба која треба да се заслужи. Оваа изјава во комбинација со европските реакции ја отвори и дилемата дали земјата испраќа позитивен сигнал дека се справува со злоупотребите или обратно, дека европските институции губат доверба во капацитетот на државата да управува со тие фондови. Како ја оценувате оваа реакција во поширок контекст, како предупредување до институциите дека довербата на Европската Унија се надгледува, или како обид да се врати смиреност во јавноста која станува се посомничава кон начинот на управување со европските фондови? И дали моменталната ситуација е доказ дека државата конечно се справува со корупцијата, или напротив се потврдува впечатокот за системска слабост и недостиг на одговорноста? Најпогодено прашање што го поставивте во овој период, бидејќи знаете зошто во минатото, кога ќе се служи криминал и корупција и кога ќе го обledенува
особено или опозицијата или медиумите, одма ќе излезе тогашната владеачка политичка партија СДСМ или ДУИ и ќе кажат дека ова е политички монтирано против нив, а во ова ситуација сега, новата влада не го прави тоа. Буквално ги осудува истите и бара одговорност. Ова е голема разлика помеѓу една криминална држава и една држава која се опитува да стави ред и поредок во системот. Така што овие изјавите буквално на сите функционери во држава, почнувајќи од премиерот, се до председателот на државата, ги осудува овие криминални дејства буквално од страна на поединци во владата. И јас мислам дека ова влада, без разлика во која позиција е, ја почнува битката против криминалот и корупцијата, и тоа треба да се поздравува не само од нашите граѓани, туку и од страна на меѓународната заедница. Колку ваквите случаи кога се стопираат европските исплати поради сомнежи за злоупотреби можат да ја забават европската интеграција и да ја ослабат довербата во домашните институции? Јас мислам дека тоа дополнително влие и во менталитетот на нашите граѓани, дека не треба само институциите да делуваат во такви девијантни појави. Ако немал интерес од страна на граѓаните да има корупција, не би се случил таа ситуација, односно оваа ситуација. Така што јас мислам дека повеќе ние треба да созрееме како граѓани и еднаш за секогаш треба да сватиме дека не само европските пари, туку и парите што се од страна на граѓаните, на буџетот на нашата држава, треба да ги чуваме и не треба да направиме иницијативи за коруптивни дела, односно злоупотреба на службената положба од страна на директорот, а и од страна односно на функционерот, и самите граѓани не треба да инициират коруптивни дела. Јас мислам дека на нам повеќе ни треба граѓанска свест отколку институционална свест. Оваа недела Скопје беше домаќин на 10-та конференција за безбедност на Западен Балкан, ЕУ заедничка безбедност, заедничка иднина, која собра регионални и европски представници за да разговараат за довербата, стабилноста и европската перспектива на регионот. Во своето обраќање, вице-премиерот Арбен Фетаи истакна дека безбедноста не се гради врз страв, туку врз доверба, порака што отвора важни прашања за политичката култура и регионалната соработка. Господине Фаризи, колку реално довербата меѓу државите и меѓу институциите и граѓаните може да биде двигател на безбедносните процеси на Западен Балкан, особено во контекст на различните политички интереси и нерешени билатерални прашања меѓу земјите? Ние сме дел од НАТО и тоа е многу добро, но пред се таа местото во НАТО ние сме го заслужиле. Не дека некој ни го дал поклон за да бидеме таму. Тоа покажува дека нашата држава може да гарантира внатрешна безбедност, а дополнително јас мислам дека нашата држава гарантира безбедност и стабилност и во регионот, бидејќи нашата држава веќе нема отворени проблеми со соседите, особено со Грција и Бугарија. Но нашиот единствен проблем е со Бугарија, така, но тоа не е во карактерот на безбедноста. Јас мислам дека нашата држава веќе се покажува како, да не кажам лидер во Балкан. Иако сме мала држава, но сепак десетици конференции веќе се случуваат, некои големи настани во нашата држава. Тоа покажува дека нашата држава е исклучително голем фактор во регион, особено во Западниот Балкан. Не сме веќе таа мала држава која не гледа дека како проблематична држава, односно за безбедноста, туку како не гледат како партнер во градењето на таа безбедносна политика, така што ние повеќе само треба да се фокусираме на внатрешна политика, односно да ги
како да направам, како да кажам, да ги градиме, да ги повторно да ги градиме тие институции кои беа рушене во минатото, особено во безбедносните служби да се направат реформи и во правосудството се со цел ние да имаме демократска и држава и владење да направат, а тоа директно е поврзано со безбедноста политика внатре во нашата држава, но ние многу сме далеку од некои други држави, пример како Косово, како Босна, кои реално се држави кои не се стабилни, односно не гарантираат стабилност во регионот. Буквално ние во тоа поле немаме проблеми и тоа е многу добро за нас и пред се за нашата позиција кон нашите партнери и во регионот и во странство. Дали оваа доверба може да се гради институционално преку политики и реформи или повеќе зависи од политичката култура и лидерството во регионот? Јас мислам дека кога ние ќе имаме силни институции, ќе имаме силна држава. Ако ќе имаме силна држава, ќе бидеме почитувани и во нашиот регион. Ако немаме ние правна држава, односно немаме силни институции, не можеме да имаме силна држава. Јас мислам дека ова влада точно знае што треба да прави, односно се обидува да направи силни институции за да можеме да бидеме и силна држава. Тоа се прави паралелно и во соработка. Едноставно не може да имаме ние силна држава ако немаме силни институции. Силните институции ја направат силна и државата, а тоа значи дека гарантираме безбедност во регионот, а треба и да бидеме почитувани и поголемите земји. Има ли реални примери во регионот каде што довербата, а не притисокот, била двигател на стабилност или соработка? Јас мислам дека стабилноста внатре во државата се рефлектира автоматски и во регионот, така што јас мислам дека тоа и што вие го кажете, дека ние треба да имаме силни институции за да имаме и силна држава, да не се повторувам уште еднаш, така што коезијата мислам дека што е направена во нашата држава, особено после 2024 година, јас мислам дека им гарантира повеќе безбедност внатре, па и во делувањето на нашата надворешна и безбедносна политика. Во својот говор, заменик претседателот на владата зборуваше и за довербата како нова валута на современото владење, со што ја нагласи незината вредност не само на национално, туку и на европско ниво. Од перспектива на политичка аналитичар, дали сметате дека Европската Унија навистина ја применува оваа логика во односот кон Западен Балкан или се уште преовладува пристап на условеност и контрола наместо партнерство и взаемна доверба? Зависи за кои држави се однесува. Јас мислам дека Европската Унија, не целата можда Европска Унија, но одредени држави кои се во Европската Унија ни прават големи проблеми во процесот на интеграцијата, особено Бугарија и Грција како две да не кажам комши кои директно наместо да не поддржуваат нас, нам не блокира во целиот период, така што и продолжуваат дополнително да го прават. Јас мислам дека во Европската Унија се обидува да направат реформи внатре со цел процесот на интеграциите да не се поврзава, односно да не се одлучува едногласно, но се спротивставуваат и Бугарија и другите држави. Така што јас мислам дека Европската Унија не е толку консолидирана едногласно за да може нам да ни помогне, туку им оставува простор на сите држави да направат ајде да кажам склопки една на друга со цел да не бидат дел од Европска Унија, за дека не ги постигнат нивните цели. Така што јас мислам дека особено кон нашата држава, имајќи предвид дека другите држави и во минатото имале проблеми во процесот на интеграција, да не забораваме пример, имаше таков случај и Хрватска со Словенија, нели, но тие одлучува да го решат откако ќе се бидат интегрирани во Европската Унија, односно не го блокира тогаш Хрватска, како се сеќаваме, и
после од кога му даде зелено светло за влегување во Европска унија, тие да решава Европскиот суд. Така што јас мислам дека и во нашата држава требаше повеќе да стојат по големите сили, особено Франција и Германија, но очигледно дека притисоците од регионот, односно другите држави била поголема. Така што и јас мислам дека многу сме биле неправедени во процесот на интеграциите и многу сме жртвувале буквално од државата и од нацијата. Така што ќе се обидуваме, ние не смееме да застанеме, односно Европската унија треба да ја гледаме како партнер, но со една мудра надвршна политика, јас мислам дека можеме да успееме, но тоа не значи дека ќе ги оправда тоа што го имат направено во минатото кон нас. Колку проширувањето на Шенген зоната и новиот план за раст на Европската унија влијаат врз рамнотежата помеѓу довербата и условеноста? Јас мислам дека некои држави, не знам дали и во минатото заслужиле да бидат дел од Европска унија, бидејќи да не забраваме дека биле дури после нас на секои аспекти. Но јас мислам дека особено отворањето на Европската унија кон држави кои се надвор од Европа им направи големи проблеми на самите држави кои се дел од Европска унија и како да го губат и контролата, односно внатре во самите држави и во самата Европска унија. И самата Европска унија има веќе не е таа што била пред 20 или 30 години каде имале еден став заеднички, како политичките партии во самите држави кои се дел од Европска унија да водат политики кои повеќе сакат независност, сакат да го вратат нивниот совранитет, отколку сакат да бидат, односно совранитетот да му дадат да одлучуваат самата Европска унија. Јас мислам дека Европска унија има огромни предизвици самата, и особено со државите кои мождабе неподготвени влегува во во Шенгенот, а дополнително и дозволувањето на емигрантите од другите континенти, особено од истокот, и направи комплициран проблем на самата Европска унија. Може ли Италија, со оглед на нејзината улога во оваа конференција, да биде клучен посредник што ќе пренесе идејата за поголема доверба и вистинско партнерство во Брисел? Но јас сепак мислам дека Германија и Франција, особено Франција, е таа државата која историски е покажана дека се подобри дипломати, односно знаат да преговарат и да ја водат буквално да ги водат тие преговори, така што јас не верувам дека Италија е толку компетентна односно има толку сила во самата Европска унија. Не дека е мала држава, но сепак јас мислам дека после излегувањето, особено на Англија, односно на Велика Британија од Европската унија, како Франција да го зема приматот, особено после тргнувањето на Анджела Меркел од позицијата на канцелар на држава. Но јас мислам дека после излегувањето на Англија, Европската унија веќе е сменато и не е таа велесила, односно како голем актер во светот, имајќи предвид дека не успеа ни да го запре војната помеѓу Украина и Русија, и односно и таа поддршка што му ја дава на Украина не успеат еднаш за секогаш да дадат крај на оваа војна, така што се покажува дека Европската унија нема капацитет сега за сега барем да менаџира најголеми безбедносни проблеми во ниво на светот. Како домаќин на конференцијата, Македонија уште еднаш ја потврди својата улога како фактор на стабилност и како пример на мултиетничко општество кое успешно ги спојува различностите во заедничка цел, европска и безбедна иднина. Од аспект на мултиетничноста и внатрешната кохезија, колку ова искуство може да послужи како модел за
пошироката регионална соработка и за градење вистинска заедничка безбедност која ќе ја надмине етничката и политичката поделба. Коезијата помеѓу народите во нашата држава, односно мултиетничка општество, покажуваат дека ние може да бидеме држава пример за во регионот и тоа е добро и тоа е најголемата наша предност. Во минатото ние односно политичките партии се обидат да го злоупотребуваат тоа, односно злоупотребувајќи ги тие меѓуетнички односи да може да капитализираат за себе, односно да може да профитираат. Од тоа се подразбира за нивни лични, тесни и фамилијарни интереси. Така што после 2024 јас мислам дека веќе се е обличено во таа злобна политика која се имаше со цел да ги нарушува меѓуетничките односи во нашата држава, особено после 2024 кога Дуи остана во опозицијата, но не успеа од тоа, особено им држава предавања буквално во овие локални избори. Јас мислам дека после локалните избори веќе се е сменето кај нас и тоа е во позитивна насока и тоа гарантира надворешна безбедност, а тоа се рефлектира и во надворешната безбедносна политика. Може ли токму мултиетничкиот модел на Македонија да се претвори во еден вид извозен политички капитал во регионот? Јас мислам дека да, бидејќи тоа е најголемото богатство што имаме нашата држава, дополнително јас мислам дека сме модел во регионот и тоа треба да биде поштувана од страна на нашите суседи, а особено од страна на Европската Унија, особено во давањето на извештајот за унапредување на нашата држава, бидејќи некои одредени политички партии се обидуваат преку нивните центри, односно пријателства што ги имале во минатото во одредени центри низ Европа, за да можат преку тие да наметнуваат негативен извештај за нашата држава, но сепак јас мислам дека тоа е реално што може да се гледа во нашата држава и без разлика кој извештај да го имаме, ние си знаеме повеќе подобро како држава и како граѓани, како е таа коезија помеѓу нас. Колку е важно лидерите од различни заедници да настапуваат заеднички на вакви форуми, не само како политичка порака, туку и како конкретна демонстрација на доверба и соработка? До сега тоа е покажано од страна на нашата држава, така што и во овие конференции јас мислам дека настапуваат пропорционално како се договарат како влада, нормално како владина коалиција, така што јас не гледам проблем кој ќе не застапува. Многу е важно да не застапуваат луѓе кои вистина ја сакаат Република Македонија. Последниот случај меѓу министерката Весна Јаневска и градоначалникот на Тетово Билал Касами повторно ја отвори довербата за службената употреба на јазиците и за тоа како институциите комуницираат меѓу себе. Уставот е јасен, македонскиот јазик е службен на целата територија, албанскиот тамо каде што населението е над 20%, но во пракса често пати се појавуваат различни толкувања и недоразбирања, особено при официјални настапи. Проблемот со службената употреба на јазиците не е нов, но секој пат кога ќе се појави конкретен случај, се откриваат длабоки недоследности во тоа како институциите го пременуваат уставот и протоколите. Господине Фаризи, од ваш аспект, дали овие ситуации се резултат на неразбирање на протоколот, на политичка символика или на длабоки институционални слабости и кој во дадениот случај не го испочитува уставот и законите? Едно заборавте, мислам дека ќе го кажете и ќе ме надминувате мене. Тоа е пред се треба да имаш политичка култура и општа култура. Значи Билал Касами пред се, сакам да кажам дека треба да знае дека министерката за образование не го разбира албанскиот јазик и јас мислам дека и е почит кога ќе биде со некој гостин да го почитуваш истиот а на крај да го почитуваш и
и пред се треба да го почитуваш уставот, но јас и сега од политичка култура ви кажам како култура, како човек, треба да го почитуваш гостинот, односно со тој кој што работуваш. И јас мислам дека и согласно уставот, тој требаше да даде изјава на македонски јазик, па после да го дава и на албанскиот јазик. Веќе кај нас медиумите не се проблематични, бидејќи речиси кај сите има превод. Така што јас мислам дека ова не е прв пат он така да провоцира, да не забораваме во локалните избори истото го правеше, даваше изјави во Албанија, односно во еден медиум таму, дека ќе го поддржува кандидатот по етничка основа во Брвеница и имаше бурни реакции. Јас мислам дека тој не се полнува со памет, очигледно, и јас мислам дека такви политичари треба да заминат во историјата. Ако ме прашувате лично мене, јас мислам дека тој повеќе треба да се дисциплинира, а пред се јас мислам дека треба да се навикнува на тоа. Но јас мислам дека тој го прави повеќе за пиар, за да ги лаже неговите приврзаници дека тој е голем патриот. Дали во вакви ситуации функционерите имаат обврска да покажат институционално почитување кон она што е предвидено во уставот или законот поврзано со оваа материја? Јас мислам дека треба да се дисциплинират. Откога ќе ги санкционираш, мислам дека тогаш ќе познат реално да делуваат тие луѓе. Јас сум секогаш за санкционирање, бидејќи јас мислам дека колку повеќе ги толерираш таквите луѓе, тие повеќе се чувствуваат посилни. Така јас мислам дека во иднина, особено премиерот не треба да им дозволува на исто, односно на прво треба да ги сече тие луѓе. Коалицијата Вреди реагираше со став дека министерката Јаневска требало да го знае албанскиот јазик и дека нејзината реакција е неприфатлива бидејќи не го разбирала говорот на Касами. Сепак, според уставот и законот, службената комуникација започнува на македонски, а албанскиот се користи каде што постојат услови за тоа. Како го толкувате овој став на Вреди како политичка порака во рамките на владеачката коалиција или како обид за наметнување ново ниво на јазична еднаквост во институциите? Јас мислам дека повеќе тоа го прават за пиар, не дека прават повеќе дека тие се дават некоја идеја или многу се загрижени за тие работи. Моето мислење е тоа го прават за пиар. Но да се надоврзам, ако нема санкции кон тие луѓе, тој истото ќе го прават, односно ќе излезат на пресконференција. Кога ќе ги санкционираш истото, јас мислам дека тогаш ќе научи лекцијата, бидејќи таа паушална, за мене буквално е паушално да излегуваш и да му кажеш зашто го не го знаем министерката другиот јазик, јас мислам дека е нонсенс, ти не можеш да ги тераш луѓето со сила да го учат другиот јазик, пред се, но она е министер на ова влада, а службен јазик е македонскиот јазик првиот, така што јас не знам од каде па таа мудрост да излегуват и да прават таква конференција. Дали според вас е реално и конструктивно да се очекува сите функционери да владеат со двата јазици или тоа може да предизвика нови конфузии околу уставните надлежности и протоколите на комуникација? Знаете што, мислам дека нашите функционери еден за секогаш треба да разберат дека треба да го знаат македонскиот јазик. Значи, ти си функционер на нашата држава. Најголемото дел од општеството, односно на граѓаните што живеат во Република Македонија се македонци и ти треба да ги почитуваш, треба да излезе, треба да го почитуваш тој што не те разбира. Многу е лесно да даваш изјава на тој што те разбира, но треба да даваш изјава и пред се да го почитуваш уставот. Јас мислам дека овие функционери повеќе се обидуваат да направат пиар отколку кај нивите, да не кажам, ама мора да го употребам, малоумни, за да добиват на некои политички поенитости. Но јас мислам дека ние треба да се научиме една за секогаш да го почитуваме уставот. А тоа е дека македонскиот јазик е службен јазик
во државата и во меѓународната комуникација и неговото критично писмо, а пред се после може да го, значи, уставот им дозволи да го употребат и албанските езици, односно тие политичари што го требаат и другите јазици, не само албанските езици, може да ги употребат и другите јазици, но пред се јас мислам дека треба, пошто наша држава е демократска, дека им забранува некој да зборува на друг јазик, но јас мислам дека особено функционерите треба еднаш за секогаш да се научат да дадат изјава на службените јазици во државата. Во други мултијазични држави како Швајцарија, Белгија или Канада, јавните функционери многу строго внимаваат на радоследот и контекстот на јазичната употреба, токму за да се избегнат политички недоразбирања. Таму тие најчесто се решаваат преку протоколи и професионална култура, а не преку политички изјави. Кај нас пак јазикот се уште често станува поле за дневно-политички толкувања. Дали тоа укажува на недостаток на институционална култура или можеби на свесно одржување на етничките теми како политичко оружје? Јас морам да кажам дека таа е политичка култура и индивидуална култура пред се, а после тоа ние во минато да се навикнавме ние да не го почитуваме ни уставот, ни законите. И јас мислам дека една за секогаш политичарите треба да се однесуваат согласно истите, односно според уставот и според законите, но јас мислам пред се санкцијата е многу важна, според мене. И вториот момент е политичките партии кога немат што да им нудат на граѓаните, тогаш се обидуваат со тие ефтини политики од минатото, кои веќе мислам дека се демоде за наша држава, односно за Република Македонија, особено за политичкото дејствување. Каде ја гледате најголемата одговорност кај политичките елити кои го користат јазикот за политички поени, кај медиумите кои ја нагласуваат и подхрануваат етничката тензија или кај институциите кои не поставуваат јасни правила и протоколи? Бети ги покажува сите слабости во нашиот систем, односно во самото општество. Од една страна самите политички, односно поединци се обидуваат да се направат, како да кажам, дека тие се лидери, не знам што се обидува да се направат, бидејќи во тие етнички теми, замислете, кандидатот за Брвеница што изгуби на овие избори, кој на шарлатантно се однесуваше во овие избори, изгуби и сега во тој период особено медиумите се го обидува да го направат дека тој е спасителот, не знам, дека тој е голем патриот, ме разбираш, и на крај ја изгуби таа општина и денеска буквално се обидува истиот да го продава тоа како модел како треба да функционира една политичка партија, но тој се обидува со тоа да придонесува, односно ништо за себе за да може да навлегува во една политичка партија за да му дават некоја позиција за утре ден да биде функционер. Но јас мислам дека и медиумите тука дополнително влијаат кои ги искриваат тие цели што ги има, односно да ги однесувањето што ги има самиот човек кој дава такви изјави, но и јас мислам дека и санкциите се многу важни, односно институциите треба да делуваат на ваквите случаи. Јас мислам дека кога ќе почне да знаете какј беше најголемиот според мене најголемиот проблем. Најголемиот проблем беше пример за вакви давање на изјави беше кога директорот на инспекторатот нели за употреба на албанскиот јазик, мислам дека така се вика тој, кога не сакаше да даде изјава на македонски јазик. Јас мислам дека автоматски требаше да биде разрешен во тој момент за да им биде поука за другите како треба да се однесуваат пред луѓето. Се додека не ги санкционираме таквите луѓе, толерираме, јас мислам дека ќе бидат знаеш, бидејќи тие ќе се навикнуваат после на тоа. Јас мислам кога ќе ги санкционираме истите, ќе почнат да се опаметуваат и другите политичари и ќе бидат многу предпазливи на тие давање на изјави, бидејќи давањето на изјава не е само моментално, тоа може да предизвикува и други проблеми во општеството. Очигледно
Ова не е изолиран случај, бидејќи многу често функционери од редовите на ДУИ и вреди во одредени ситуации одбиваат да зборуваат на македонски јазик, иако тоа е нивна уставна обврска при официјални настапи, како што рековме. Како аналитичар, дали го гледате тоа како несвесен политички пропуст или како дел од стратегијата на етничка идентификација пред гласачите? Тоа не значи дека ако го почитуваш уставот, ги почитуваш и твоите граѓани, дека ти си предавник или ти дека губиш во своите редови. Јас мислам дека тоа само те прави почитуван во општеството, те прави почитуван, односно и самите институции да се градат во дуот на довербата. Јас мислам дека овие поединци се обидуваат да го копират Ахмети во минатото, а не научиле лекција дека тој неславно ќе завршат како него. Дали ваквите примери покажуваат слабост на институциите, односно дека јазичната политика во Македонија се уште се користи како политичка алатка наместо како средство за поврзување? Да, јас мислам дека овој начин на злоупотреба на позицијата на функционер, каде се обидуваш да преку јазика да ги постигнуваш твоите политички цели, еднаш за секогаш треба да бидат во минато, но јас мислам дека институциите треба да бидат односно да рефлектират и да действат многу побрзо да не им овозможат тие луѓе да го злоупотребат истото. Последниве денови, изјавата на Кирил Филев од Омо Илинден повторно ја отвори темата за положбата и правата на македонците во соседните држави, особено во Бугарија и Грција. Тој кажува на системски притисоци, административни ограничувања и игнорирање на пресудите од Европскиот суд за човекови права, особено во Бугарија, каде македонското малцинство се уште не е официјално признаено. Ова повторно ја го поставува прашањето за човековите права и регионалната политика на негирање на македонскиот идентитет, особено во Бугарија и Грција, каде што македонците се соочуваат со системски притисоци и ограничувања на основите човекови малцински права. Од ваша перспектива како политиколог и истражувач на меѓународни односи, како го оценувате прашањето за положбата на македонците во соседните држави? Дали ова е прашање на човекови права или повеќе политичко прашање поврзано со меѓудржавните односи? Јас мислам дека и самата Европска унија требаше да реагира. Тоа покажува дека односно го откри политиката на Бугарија што го има кон Република Македонија. Односно нивната цел е да кажуваат дека односно македонскиот јазик е бугарски јазик буквално, бидејќи тие се обидуваат на таа насока и дополнително тезата дека во нашата држава живеат на 200.000 бугари. Тоа е не нивната теза што се обидуваат да наметуваат не само во нашите проговори што го имаме со Бугарија, туку преку комисијата создавана од двете држави, докато дополнително тоа сака да го наметнат и како тема во самата Европска унија, а од другата страна тие не ја признаваат нашата нација, односно македонскиот народ, дека постои во нивната држава, иако имаме, мислам дека 11 пресуди 14 пресуди, се извинам, од меѓународниот суд за човекови права. Така што Бугарија никогаш нема да застане, односно никогаш нема да престане во нивните идеи за кој има претензијата кон нашата држава, односно кон македонскиот народ и македонската култура и историја. Така што ова е преседан во самата Европска унија. Јас мислам дека Европската унија треба да реагира кон, да не кажувам, според мене, фашистички теми кои биле во минатиот или предминатиот век, кои не треба да бидат теми во 2025 година, односно директно тие се обидат да се мешат во нашата внатрешна политика, а со што се однесува во регионот и сада држава не ги почитува нашите
македонци таму кај живеат, односно по националност луѓето кои живеат кои се македонец по националност, исто така и Грција го прави исто, а во другите држави јас мислам дека во Србија и во Албанија не се толку изложени овие проблеми, но сепак и таму во тие држави се обидуваат да ја како да кажам, да не дозволат на македонскиот народ да излезе во површина, односно да се дебатира како народи кои им се загарантирани нивните права, односно се обидуваат во секој држави во регионот се обидуваат на некој начин да ја негираат националност македонците како народ. И тоа е проблематично, но сепак јас мислам дека во едина ние кои ќе бидеме дел од Европска унија, затоа тие се плашат, после слободно ќе може да се изразат како македонци. Јас мислам дека тоа ќе имаме и поголеми права од сами држави. За тие се обидуваат пред ние да стане дел во Европска унија овие проблеми, односно нивното начин како да ги молчат нашите граѓани, односно македонци кои живеат во регионот, особено во Бугарија. Господине Фаризи, дали ова состојба може да се разгледува како изолиран етнички проблем или е дел од поширок регионален модел на третман на малцинствата на Балканот? Јас мислам дека во Бугарија сепак има уште македонци кои се обидуваат да ги остварат нивните права, и тоа е добро, бидејќи во такви држави кај не те признават, особено согласно уставот, е многу тешко, особено кога не ги посилат и дури и меѓународните пресуди. Но јас сепак стојам на тоа мислење дека ние треба да бидеме стоични особено во преговорите со Бугарија, со цел во иднина кога ќе ги почнеме преговорите, односно кога ќе бидеме дел од Европска унија, да ги отвориме овие прашања, да ги тиснеме преку институциите на Европска унија да ги почитуваат правата на македонците во Бугарија. Како гледате на тоа што државите членки продолжуваат со политика на негирање на македонскиот идентитет, а европските институции, иако знаат за тоа, воопшто не реагираат? Јас мислам дека овие држави кои се дел од Европска унија имаат нормално се рамноправни членки таму, и таму имаат интереси поголеми од страна на самата Европска унија, и јас мислам дека, ајде не кажам тоа се е пазар помеѓу поголемите држави со нив за некои други интереси, а на сметка на македонците кои живеат во тие држави. Колку ваквите прашања за признавање или непризнавање на малцинствата реално влијаат врз стабилноста во регионот и односите меѓу државите? Како што рековме, гледаме дека секоја земја во регионот има своја чувствителна тема, македонците во Бугарија, македонците во Албанија, албанците во Македонија, србите во Косово и така натаму. Дали според вас Балканот се уште ја користи етничката политика како инструмент за внатрешна или надворешна моќ? Па државите од Балкан како полека да созреат, но не значи дека и во Европската унија нема проблеми со малцинствата. И самите европски држави имаат проблеми со нивните малцинства, и тие се обидуваат на некој начин да ги молчат нивните малцинства во тие држави. Но мислам дека ваквите однесувања кон Македонија, особено Бугарија, јас мислам дека ги нарушува меѓудржавната доверба што може да резултира со некој договор, особено во преговорите што сме со Бугарија, со прашањата што се поврзана директно со македонскиот јазик и македонската нација и обратно, така што јас мислам дека и тоа како негативно влијат вакви негативни изјави од страна на самите бугарски власти, односно бугарските функционери. Кога гледаме кон иднината и кон европскиот процес,
Што е поконструктивно за државите во регионот да ги отвараат овие теми за малцинствата и да ги решаваат транспарентно или да ги стават под тепик заради политичка стабилност? Со други зборови, дали вистинската стабилност се гради преку признание или преку молк? Мислам дека молкот и ставен под тепик на проблемите го имаше Југославија и на крај пропадна. Така што јас мислам дека за да имаме меѓусебна доверба пред секако од држави, а за да и Европската унија да функционира како што му е целта, односно во заедништво на сите држави, јас мислам дека една за секогаш овие теми треба да бидат затворени, бидејќи ако гледате и во самите европски држави, на поголемите држави, колку има, да не кажам, прилив на луѓе од страна на другите континенти, па може да живеат во поезија. Јас мислам дека нашите соседи треба еднаш за секогаш да ги признаат тие малцинства и да им загарантираат повеќе права, бидејќи во самата Европска унија и сама демократија, јас мислам дека функционира врз основа на поезијата. Господине Фаризи, пред крај неколку додатни кратки прашања. Колку и на кој начин Македонија преку својата дипломатија може да ги заштити правата на македонците во соседните држави, без да создаде нови тензии со тие земји? Јас мислам дека само со добра надворешна политика и со една добра стратегија и во дуодна соработката ние можеме, особено во културната соработка со другите држави, може да успееме да ги браниме интересите на македонците кои живеат во регионот и во другите држави. А исто така ние мислам дека треба да се грижиме повеќе директно со директни контакти со здруженијата и со луѓето кои се влијателни во тие држави, особено тука ми е зборот за македонците пред се. Со оглед на фактот дека Бугарија и Грција се членки на ЕУ, а Македонија кандидат, дали Европската унија има одговорност да реагира кога се појавуваат случаи на негирање на етнички идентитет, како што тврди Кирил Филев? И да, јас мислам дека Европската унија треба да се заинтересира повеќе, бидејќи пред се треба да ја брани нашата држава, односно македонскиот народ и во другите држави, имајќи предвид дека Македонија има статус на предотворање на преговорите со Европска унија. Но јас мислам дека сакам да се надоврзам со една мој одговор порано што го кажав пред неколку минути, дека пред се и во самата Европска унија јас мислам дека има, ајде да кажам, пазари помеѓу големите држави и државите како што се Грција и Бугарија, особено за други прашања, и се обидуваат некако да има мир во самата Европска унија во сметка на газење на интересите на нашите граѓани, односно на македонците во тие држави. Колку ова прашање треба да биде приоритет за македонската држава? Дали инсистирањето на правата на македонците во соседството може да помогне или пак да наштети на процесот на интеграција и регионална соработка? И ова многу добро прашање, бидејќи ние прашањето е како треба да ги браниме во самата Европска унија. Ние ако го кренаме поголемо гласот во самата Европската унија преку надворешната политика, може да се создава револт кај самата држава Бугарија и Грција, па да не блокират дополнително во европскиот пат. Јас мислам дека нашата надворешна политика има голем предизвик пред се и не знае во која страна, дали први да ја браниме Република Македонија во тој процес или да ги браниме малцинствата односно нашиот народ како малцинство во тие држави. Така што јас мислам дека државата треба да направи многу добра стратегија, што сакаме први чекор, што сакаме втори чекор, трети чекор. Мене ако ме прашувате, дека ние треба да ги забораваме македонците кои живеат надвор од нашата државата, но нашата цел е први да влеземе во Европска унија, па после поголемо да го дигнеме нашиот глас. Јас мислам дека повеќе треба да се насочиме, не дека треба да молчиме, но јас мислам дека по соработка со државите директно преку
преку културниот диалог, преку да не кажувам преку проекти, бидејќи знаеш што најголемиот проблем кај нас. Најголемиот проблем кај нас со државата, многу малце во минатото се грижеле за македонскиот народ, малцинство, за македонскиот народ кој живее надвор од државата. Иако тоа е загарантирано со закон, но ние состав си изберен, но сепак ние многу малце вложиме како држава за да ги помогнеме малцинство, односно македонскиот народ што живее надвор од нашата држава. Јас мислам дека ние повеќе треба да преку таа што кажав порано пред неколку минути, преку тие соработка со нашите здруженија што се надвор од државата, се со цел барем да не го заборават јазикот и културата нашите граѓани, и после тоа ние кога ќе бидеме, мислам дека од делот на Европска унија може да беше допълнително поголем притисок. Јас мислам дека сме во средина, дали треба повеќе државата да ја чуваме или македонците кои живеат надвор од државата, бидејќи овие, особено Бугарија и Грција, кои се дел од Европска унија, може да не прават големи проблеми во процесот на интеграциите. Како гледате на нападите и обвинувањата упатени до премиерот Мицкоски, испратени во пишана форма преку заедничко соопштение од страна на Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии, дека наводно веќе подолго време коментарите кои ги дава премиерот за судиите и судството ја преминале границата на доброто однесување и преминала во неаргументирани и паушални напади. Што имате да кажете и за она што им порача Мицкоски за време на најавата дека до крајот на годината судството и обвинителството ќе ја добијат финансиската независност и можат сами да одлучуваат за работувањата и висината на платите на судиите и обвинителите? Јас таа изјава ја сметам како обид за да го замолчат премиерот. Но познавајќи го карактерот како функционира премиерот, јас мислам дека тоа што го има изјавено и порано, дека сега ќе се обидува, односно после локалните избори да ги направи големи реформи, односно директно да се замара со правосудниот систем. Јас мислам дека тие се буквално исплашени, но јас мислам дека тие функционираат како концептот на Ахмети, како да не веруваат. Но познавајќи го концептот како функционира нашиот премиер, јас мислам дека за кратко време ќе гледаме големи реформи во правосудниот систем и јас мислам дека тие треба да бидат и тоа како исплашени од изјавите што ги дава премиерот. Јас мислам дека неговото обраќање за нив беше многу јасно, дека тие за да ги добиват тие пари треба да ги заслужуваат. Но очигледно тие повеќе имаат партиски цели отколку имаат цел да го посилат правосудниот систем. И како го оценувате наодот на внатрешната комисија за кардиолошки интервенции при Министерството за здравство, која утврди дека од 19 анализирани случаи, кај 10 пациенти биле извршени кардиохируршки операции во приватни болници без медицинска оправданост и непотребно? Замислете, значи, ако анализират 20, значи од 19, 10, тоа е над 50% дека ги имат оперирано без потреба. Јас мислам дека дури ова што го прави Министерство за здравство, јас мислам дека директно ќе почнат да се пресметуваат со, да кажам, мафијашкото злостоечкото друштво во здравството. И јас мислам дека со тие големите тајкуни тоа ќе биде голема борба, но пред се ние треба да видиме кои се тие институции го имат, односно здравствени институции го имат злоупотребено. И моето мислење е дека тие се приватниот сектор. Бидејќи тие се обидуваат повеќе да профитираат од тие операции, така што ова ќе биде, мислам дека најголемата афера што му имаат случајно на државата во здравствениот систем. Но треба да очекуваме како ќе во кои се тие конкретни случаи. Најверојатно тие имаат име и презиме кои се оперирале
и така што ќе видиме како ќе биде разрешницата, но јас сепак се плашам дека нашиот систем што не функционира, правосудниот систем, дека пак истиот ќе заглавува по тие поставки, имајќи предвид дека не имавме болница која буквално изгоре, а на крај беше Кабелот крив беше крив. кабелот. Сега да не биде крив тие што ги гледат ехо систем, односно апаратот. Така што кај нас се е можно во еден систем кај не функционира, односно во професионалниот систем. Особено во јавното обвинителство и во судството. И за крај, дали има некои прашања, Јон, Биде, примети? не промаши пресад, бие се опфатени беа сите прашања. Дали треба веќе да се прекине измислена функција прв вице-премиер, прашува Аце Вентуровски. Јас во почетокот го кажав ова дека ова повеќе се направеше пиар од страна на ДУИ, особено на тоа злостоничкото друштво кое беше помеѓу СДСМ и ДУИ, за да може да ги дават апетитите на сите. Јас мислам дека во нашата држава треба да има, според мене, еден премиер, еден вице-премиер и другите да бидат министри. Бидејќи на крај на краишта вице-премиерот некогаш и треба да го заменува премиерот, ако не е во државата или ако не е во можност, некој треба да. Но во нашата држава јас мислам дека малце е претерано во смисла на тоа да има еден вице-премиер македонец, па еден вице-премиер албанец, па еден вице-премиер македонец, па еден за добро владење, не знам што. Јас мислам дека треба во една држава се знае премиер, еден вице-премиер и толку. Така што по секоја насока да биде по етнички основ, јас мислам дека тоа надвор од можностите, како ние многу сме мала држава, ние мора да се консолидираме, да го консолидираме системот и да функционираме нормално, а не да функционира во призма на исполнувањето на апетитите на поединци во нашата држава. Точно така. Ви благодариме, господине Фаризи, како и секогаш вашето присуство и придонес во македонски корени ни причинија големо задоволство. Ви посакуваме убав остаток од викендов. Пријатно до слушање и до скоро довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам многу за вашата покана. Сегогаш сум почестен кога сум гостувам во вашата емисија, но мене ептен ми е криво денеска што не работеше камерата. Не знам зошто, по која причина. Сегогаш ми работел, денеска не знам зошто. Исто постапуваме, но чудо, не можеме некако се исклучив неколку пати и се приклучував, така што се надевам дека и нема но сепак на некој начин не успеавме, но многу е важно слушателите да не слушат и да бидат задоволни од нашата емисија. Се надевам дека пак ќе се видиме во следна емисија, но пред се извинувам, можда некогаш и кашлав, но сепак не сум бил добро здравствено, ме фатил некој грип. Има во нашата држава, во Македонија има некој грип, некој вирус, така што и мене ме фати, така што не бев до толку оправен, така што јас мислам дека во иднина ќе се видиме во нормални услови, пред се технички и здравствено да бидеме добро. И благодарам уште еднаш. Господ здравје, остануваме во поздрав контакт, се слушаме наскоро овде. Поздрав. Чувајте се го здравјето. Поздрав. Што повеќе чај без ракија. Поздрав. Поздрав. Поздрав.